Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, драги слушатели, пријатели, сречен поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадарци. Започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денеска ова емисија би сакал да ја започнам со еден библиски текст кој го наоѓаме во второто послание до Коринќаните, 12 глава, 9 стих. Мојата сила се усовршува во слабоста. Или друг превод вели, мојата сила се покажува, се појавува во слабоста. Нашата човечка слабост не е пречка за Бога, драги пријатели, туку таа е нова можност за Господа. Значи, кога сме слаби, кога можеби се оддалечуваме од Бога, кога сме паднале во некоја своја депресија, тоа не е пречка Господ да не сака, не е пречка Господ да не ни се доближи. Кога сме слаби, ние најасно ја гледаме неговата сила. Бог не бара од нас совршенство, туку доверба. Сеќавате да ве потсетам на пророк Илија, кој доживел кулминација во својот живот горе на планината Кармил. 450 пророци успел да ги убие во името на Господа, зашто тие се спротивставиле на живиот Бог. И доживел, би рекол, слава, но после неколку часови и денови ќе го најдеме во пештерата, сокриен таму под смреката, сакајки да умре. И вели, Господе, не ми се живе повеќе. Тој паднал во на таква тешка депресија, се плашил за својот живот, затоа што Изавелја напишала телеграма до сите војници, ако го најдат Илија да го убијат. Илија тоа го знаел и се сокрил, како да се посомневал во Господа. Тогаш неговата сила била слаба и духовна и физичка, но Господ му се доближил и рекол, Илија, што бараш тука? Ајде, закрепни се. Бог му дал и храна му донел. Има уште работа за тебе. Илија се охрабрил физички, духовно и заменил да ја заврши својата мисија. Почитувани гледачи, силата Божја се покажува во слабоста. Тогаш неговата сила се излива во нашата немок и ни дава сила да продолжиме, да простиме, да исправиме и да победиме. Три работи се важни, ги спомнав. Да простиме ако некој не навредил, да исправиме грешките и секако на крајот да победиме со Божја сила. Мојата сила се усовршува во слабоста. Нека и денес, како сетиме слабост, да не забораваме на овој библиски тексти на Бога, дека Тој сака да ни помогне, Тој да биде извор на нашата надеж. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Ден без тебе сосем сам, знам да залутам, тогаш губам ја се. А не можам да не мислам, што се добивам, кога сум крај тебе. И поглед горе подигам, во
Тебе јас цврсто верувам, грешка моја најмала, љубов Твоја нежна покривам. Утро, сонце, нова надеж, гради бие со Тебе, јас чекорам. Грижи немам за Тебе, јас пеам песна нова и не запирам. Со Тебе чекорам. И не запирам. Ден без Тебе сосем сам, знам да залутам, тогаш губам ја се. А не можам да не мислам, што се добивам, кога сум крај Тебе. И поглед горе подигам, во Тебе јас цврсто верувам, грешка моја најмала, љубов Твоја нежна покривам. Утро, сонце, нова надеж, гради бие со Тебе, јас чекорам. Грижи немам за Тебе, јас пеам песна нова и не запирам. Со Тебе чекорам. И не запирам. Со Тебе чекорам. Фарисеите бараат знак за квасот, Петровото сведоштво и клучевите, првото предскажување за страдањата, Христовите следбеници. Глава 16. Тогаш пристапија кон Исуса фарисеите и садокеите и искушувајќи го побараа да им покаже чудо од небото. Он, одговарајќи им рече: Навечер велите, ќе биде ведро, оти небото е црвено. А наутро, денес ќе има невреме зашто небото е матно. Лицемери, изгледот на небото можете да го разпознаете, а знаците на времињата не можете. Род лукав и прелюботворен бара знак, но знак нема да му се даде, освен знакот на пророкот Јона. Па како ги остави, си замина. И преоѓајќи на спротивната страна, учениците негови заборавија да земат леб. Исус им рече: Внимавајте и чувајте се од квасот фарисејски и садукејски. А тие помислија во себе и си рекоа: Тоа е што не зедовме леб? Но Исус ги разбра и им рече: Маловерни, зошто мислите во себе дека не сте зеле леб? Уште ли не разбирате и не помните ли за 5 лебови на 5000 души и колку кошеви собравте? Ниту за 7 лебови на 4000 души и колку кошници собравте? Како не разбирате дека не за леб ви реков, чувајте се од квасот фарисејски и садукејски? Тогаш разбраа дека он им беше рекол да се пазат не од лебниот квас, туку од учењето фарисејско и садукејско. И кога дојде Исус во земјата на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: За кого ме мислат луѓето мене, синот човечки? Тие одговорија: едни за Јована Крстител, други за Илија, а некој за Јеремија или за еден од пророците. А он им рече: А вие за кого ме мислите? Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: Блажен си ти, Симоне, сине Јонин. Оти тело и крв не ти го открија тоа, а мојот Отец кој е на небесата.
А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому од он Исус Христос. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека он треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар, како го повлече настрана, почна да му говори зборувајќи: Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Но он се заврате и му рече на Петра: Бегај од мене, Сатано. Ти си ми соблазен, оти мислиш не за она што е Божјо, а за она што е човечко. Тогаш Исус им рече на учениците своји: Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, да го земе својот крст и да оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси душата своја, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Оти каква полза е за човека ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец, со ангелите своји, и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, дури не го видат Синот човечки како оди во царството свое. Дојдете да се поклониме, да славиме в Негова чест. Детенце малечко нејако, јагне жртвено. Slava
знаци дека крајот на светот е близу. Светот е полн со лажни пророци кои го предвидуваат крајот на светот. Секогаш имало и кима, но не обрнувајте внимание на тие апокалиптични визии, бидејќи Господ никому не објавил кој ќе биде крајот на светот. Преку Евангелијата, Откровението, пророштвата, запишани во Светото писмо, на христијаните им се дадени предупредувања како да ги препознат знаците на времето пред владењето на Антихрист и доаѓањето на Исус Христос. Но кога тоа ќе се случи, дали во нашиот живот или подоцна, никој со точност тоа не го знае однапред. Во ова проучување ќе споменеме, почитувани, знаци дека се ближи крајот на светот. Ако луѓето живеат христијански и го фалат Господа, крајот на светот нема да се случи се додека меѓу луѓето има морал и љубов. Но Библијата зборува дека токму пред доаѓањето на Исус Христос во нашиот свет ќе завладе живот без вистинска љубов, омраза, љубомора, завист, убиства, неморал. Зато сакам во ова размислување да споменеме 12 знаци кои не предупредуваат за крајот на светот. На почетокот уште еднаш да подвлечем дека никој не знае точно кога ќе дојде крајот на светот. Навистина, времето за крајот на светот не го знае ниту Исус кога бил во човечка природа, освен Отецот. А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а само мојот Отец. Меѓутоа, почитувани, во Евангелијата, Синот Божи ни кажува за знаците што мора да се случат пред да дојде крајот на светот. Кои се овие знаци и какви заклучуци сепак колебливо можеме да извлечеме од нив за времето во кое ние денес живееме? 12 знаци кои мора да се случат пред крајот на светот се дадени како што следува. Прво, мнозина ќе дојат во моје име на Христос и ќе измамат многумина. Зашто мнозина ќе дојат во моје име, Исус вели, говорејќи јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Во Марко 13 пишува, зашто мнозина ќе дојат во моје име, говорејќи јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Понатаму читаме, а тој рече, чувајте се да не ве прелажат, зашто мнозина ќе дојат во моје име и ќе зборуваат оти јас сум и дека времето се приближи, но не одете по нив. Второ, ќе има војни и разговори за војни меѓу народите и царствата. Ќе слушате боеви, гласови за војни. Гледајте да не се уплашите, оти сето тоа треба да биде, ама тоа уште не е крајот, зашто ќе стигне народ против народ, царство против царство и на места ќе има глад, помор и потреси. Понатаму читаме, ако ќе чуете за боеви гласови за војни, не плашете се, зашто сето тоа треба да стане, но тоа уште не е крајот. Ќе се дигне народ против народ и царство против царство, а на некои места ќе има потреси, глад и маки. Тоа е почеток на болките. Понатаму читаме во Лука, ако ќе чуете за војни и бунтови, не плашете се, сето тоа треба да стане, но се уште не е крајот. Тогаш им рече, ќе се крене народ против народ и царство против царство. Трето, првите неволи ќе бидат во форма на несреќи, глад, помор, земјотреси на разни места, страшни знаци, големи знаци од небото. Кога ќе се дигне народ против народ и царство против царство, а на некои места ќе има потреси и глад и маки. Тоа е почеток на болките. Четврто, христијаните ќе бидат прогонувани, убиени и мразени од сите народи. Но вие чувајте се сами, зашто ќе ве предадат на судови, а по синагогите ќе ве бијат и пред управници и пред цареви ќе бидете изведени заради мене за сведоштво пред нив. Пето, секаде луѓето ќе се мразат и ќе се предават меѓусебно. Читаме во Новиот Завет, ќе бидете намразени од сите заради моето име. Кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. А кога ќе видите мерзоста на запустението, како што рекол пророк Даниел, да стои каде што не треба, кој чита, нека разбере. Тогаш оние што се во Јудеја, нека бегаат по планините. Ке бидете предадени исто така и од родителите, и од браќа, и од роднини, и од пријатели, а некои од вас ке бидат убиени и ке бидете намразени од сите заради моето име. Шесто, ке се појават многу лажни пророци и ке измамат многумина.
Читаме во Матеј 24 глава, многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. 7. Поради зголемувањето на беззаконието, значи љубовта на многумина ќе залади. Само оние што ќе издржат до крај ќе бидат спасени. Ќе бидете намразени од сите заради моето име, кој претрпе до крај, тој ќе биде спасен. Читаме понатаму во Лука, со трпение спасувајте ги вашите души. 8. Евангелието ќе се проповеда низ целиот свет за сведоштво на сите народи и ќе биде проповедено ова Евангелие за царството по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. А во Марко читаме и кај сите народи најнапред треба да се проповеда Евангелието. 9. После ова евреите треба да го прифатат Христа и да се обратат, станат христијани. Не сакам, браќа, да не ја знаете таа тајна, за да не бидете горди дека слепотија на еден дел од Израелот му падна додека не влезат незнабожците колку што е потребно и по таков начин целиот Израел ќе се спаси, како што е напишано. Ќе дојде од Сион избавителот и ќе отстрани безбожноста од Јакова. И тој им е ним завет од мене, кој ќе ги одземам нивните греови, што се однесува до благовестието, тие се непријатели поради вас, но во изборот тие му се умилени на Бога заради татковците. 10. Треба да се појави антихристот, наречен син на погибелта и зверот. Следејќи ги лажните пророци, лажните знаци и чуда, антихристот ќе биде господар на измамата, на шок и стравопочит, одземајќи им ја слободата на луѓето, но правејќи ги да мислат дека се слободни. Тие ќе ги прогонуваат вистинските Христови слуги со гнев и омраза. Храмот во Ерусалим ќе биде повторно изграден за него, за да царува таму на местото на Христос, бидејќи самото име Антихрист значи оној што доаѓа наместо Христос. Потоа, вели пророк Јован, застанав на морскиот песок и видов како од морето излегува звер со 7 глави и 10 рогови. На роговите имаше 10 круни, а на главите негови богохулни имиња. Зверот кој го видов прилегаше на леопард. Нозете му беа како мечка, а устата како уста на лав. Измевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. И видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја, тргна под зверот и му се поклонија на змевот, кој што му беше дал власт над зверот, му се поклонија и над зверот велејки. Кој е како зверот и кој може да верува со него, да војува со него? Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства и му се даде власт така да прави 42 месеци. Тогаш ја отвори устата и за хулење против Бога, за да го похули името Негово, живелиштето Негово и оне што живеат на небото. И му се даде да војува против светиите и да ги победи. И му се даде власт над секое колено, јазик и народ. И му се поклонија сите жители земни, чии имења не се запишени во книгата на животот при Агнецот, заклан од созданието на светот. Кој има уво, нека чуе. 11. Ке се појават знаци на небото, сонцето ке се затемни и месечината нема да дава светлина, звездите ке паѓаат од небото, морето и брановите ке рикаат и силите на небесата ке се поместат. И ке има знаци на сонцето, на месечината, на звездите и на земјата, тага кај народите од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите, луѓето пак ке умираат од страв и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и силите небески ќе попуштат. 12. Знакот на Синот човечки ќе се појави на небото и тогаш ќе се случи второто Христово доаѓање во сила и голема слава. Ќе бидат испратени ангели да ги соберат избраните од 4 страни на светот. Тогаш, вели Библијата, ќе се јави на небото знак на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племења и ќе го видат Синот човечки како иде на небесните облаци со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со голем трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот до другиот крај на небесата. И тогаш ќе го видат Синот човечки како доаѓа на облаци со сила и слава голема.
Ако ги поделиме знаците погоре, може, односно ако ги погледнеме знаците погоре, почитувани, може да бидеме во искушение да мислиме дека првиот дел, првите 6 знаци веќе се случиле. Гледајќи го првиот знак низ вековите, навистина мнозина дојдоа, велејќи дека тие се Христос, измамиле мнозина лажни Христоси. Што се однесува до вториот знак, 20. век, а особено почетокот на 21. век, на 21. век, беше обележен со војни и гласови за војни. Третиот знак, природните несреќи се случуваат како што се гледа, како што денеска ги гледаме, глад, помор, земјотрес, ги има насекаде низ светот. Четвртиот знак, вистинските христини се насекаде ќе бидат прогонувани, убивани и мразени. Такви прогонства имало многу во средниот век, но пред Христовото доаѓање повторно ќе има се повеќе и повеќе. Ќе се случи што се однесува до петиот знак, бидејќи современиот свет е полн со омрза и предавство. Шестиот знак, лажни пророци изобилуваат денеска и ќе измамат многумина. Сепак има и такви кои би застанале за ова толкување. Тие би рекли дека веќе сме 3/4 од патот до сршта, до целта, со откривањето на следните 3 знаци. За нив седмиот знак, беззаконието, кое сега изобилува и љубовта на многумина навистина заладува. И осмиот знак исто така сега се реализира, бидејќи Евангелието се проповеда низ целиот свет, со паѓањето на комунизмот во источниот блок и современите глобални движења. Доаѓа време кога нема да има човек кој не слушнал за правата вистина од Светото писмо. Што се однесува до деветиот знак, факт е дека многу евреи се обраќаат и го прифаќаат Исуса за свој вистински спасител. Ако е така, сега чекаме подготовка на 10-тиот знак. Што можеме да кажеме за тоа? За конечната подготовка за доаѓањето на Антихристот. Сигурно е дека сега има изобилство на лажни пророци, кои тврдат дека зборуваат во името на Исус Христос. Преку модерната технологија сега се случуваат знаци и чуда, незамисливи пред неколку години. Како татко на лагите, монструзната шема на измама на Антихрист е насекаде околу нас. Присутен е преку модерната медиумска пропаганда, рекламирање и маркетинг, конфористичката дрога на телевизијата, компјутерските мамења и друга електронска технологија, намалувајќи го нивото на современото образование, кои секогаш учат и никогаш не можат да дојдат до спознанието на вистината, вели апостол Павле. Преку овие инструменти на контрола, масите се манипулирани и поробени од измамите на оние чии интерес е да ги манипулираат. Мудроста го напушта градот. Замислувајќи дека се слободни, луѓето се заробуваат на заемите од зелени банкноти. Овој долг лукаво се крие под превезот на спротивната кредит слобода. Да купиш што сакаш, каде сакаш. Земи денес, а плати кога ќе можеш. Илузијата за глобално единство и мир е ветена преку физички удобности. Ова е дадено по цена на слободата, која мора да им се предаде на самопрогласените демократи, всушност диктатори. Преку отпадништвото од верата во воскреснатиот Христос, отпадниците ја губат својата слобода поради стравот од смртта. Верата во воскресението, која сега секаде е отфрлена. Овие отпадници, плашејќи се од телесната смрт, психолошки ќе му робуваат на господарот на измамата и ќе направат се само за да го зачуваат својот земен живот. Антихристот ќе дојде да го окупира сега празниот престол во душите на луѓето. Суровото прогонство на последните преостанати Христови слуги се уште верни на воскресението и отпорни на Антихристот ќе се случи уште еднаш. Одвраќањето на евреите во светата земја и формирањето на еврејската држава се прават планови за обнова на храмот во Ерусалим и престојното обожавање на Антихристот. Таму токму. Што да замислиме? Дали да живееме во страв? Многу циници ќе отфрлат ова статија како обична паника. Ќе каже дека многумина веќе го направиле, односно го најавиле крајот во минатите години, одредувајќи го денот и часот на Христовото доаѓање и станале тема на шеги. Точно е тоа, но тие стана предмет, бидејќи не го знаеле Светото писмо, игнорирајќи ги самите Христови зборови, дека на човекот не го знае денот и часот.
тие ги измислиле точните датуми на крајот на светот, но Библијата тоа не го пишува. Затоа, почитувани, Библијата тоа го игнорира. Не одредува ден и час на Христовото доаѓање. Други циници ќе речат дека другите го предвиделе крајот без да дадат прецизен датум, а сепак грешат. Сепак многу од нив не го предвидува крајот на светот, туку крајот на сите случувања. Ова се случило некаде 70-та година од нашата ера со обсадата на Ерусалим од страна на римјаните и крајот на еврејскиот свет. Ова се случило и во 1660 година кога англичаните ги виделе знаците и сватиле дека нивниот свет е при крај со робството на Англија од страна на норманите. Ова се случило исто така и во 1917 година кога рускиот народ го видел беззаконието околу себе и сватиле дека нивниот свет е при крај. Оние кои го предвидува крајот на светот во вакви случаи навистина беа во право и се оправдаа, бидејќи тие настани се случиле. Сепак други циници ќе речат дека другите го предвиделе неодредениот крај на светот без да му дадат прецизен датум на светот и повторно сгрешиле. Меѓутоа, ако таквите луѓе сакаат да ги земат предвид овие предупредувања, тие секогаш ќе увидат дека предупредувањата се дадени условно. Со други зборови, тие секогаш велеа дека светот ќе заврши ако нема покаяние. Неизбежните настани пророкувани од Христос во Евангелијата може да се забрзат или успорат. Имаме слобода или да ги забрземе, да го забрземе доаѓањето на Исус Христос или на Антихристос. Ние се приклучуваме на оваа последна група. Не се разбира затоа што сме пророци или имаме некоја друга доблест, туку затоа што ние како милиони други христијани едноставно ги држиме ветувањата на Исус Христос. Сигурно е дека никој не знае часот и времето на Христовото доаѓање, но ако сега нема покаяние, јасно е дека еден ден нема да има повеќе ниту време за часови. Затоа наше да се подготвиме, а денот и часот на Христовото доаѓање не е наше да го одредиме, туку ќе дојде тогаш кога ќе се исполнат сите знаци кои го најавуваат Христовото второ доаѓање. Slušaj angelski hor pe, slava vo visočini, mir daje na sveta zemlja, dobrina kaj ľudjeto. Narodi pogledajte, veden glas, družete se, radosno izviknete, dojde spas vo Vitlehem. Slušaj beat angeli, slava vo visočini. Od nebo ni dojde Isus, dolgo je očekuvan. To je car na sveto nebo, rodeného devica. Dnes Isus se rodi, Gospod se od telo tvori, među nas zažive. Gospod Bog Emanuel, slušaj beat angeli, slava vo visočini. Isus dojde knez na miro, sonce to nam pravdata, mrak odblesna silna svetlost, nadežda mi objavi. Slava Božja ostavi, skromno v jasli se rodi, dojde dan i donese za nas novo rađanje. Slušaj beat angeli, slava vo visočini. Драги гледачи, еве не при крајот на ова наша денешна емисија би сакали денес
да ви ја понудиме бесплатно Библијата или Светото писмо, книга над книгите. Пишете ни слободно на нашиот дежурен телефон 077 819 828, а ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ја донесат на вашата домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата во домашна атмосфера, ви го нудиме бесплатно библискиот курс bibliјатазборува.мк. Значи, онлайн преку интернет, слободно сега слушнете ја пораката, односно за дописите библиска школа, ова реклама, и ќе може да се запознаете со самата суштина нова дописна библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, еве дојдовме до самиот крај нова наша денешна емисија Извор на надеж. Полека се ближиме кон крајот на ова календарска година. Би сакал да ви посекам секој добро од Господа во годината која е пред нас. Нека и во нова година Господ Исус Христос биде извор на нашата надеж. Гледаме дека се руши во овој свет, сите надежи паѓаат во вода, меѓутоа Господ е постојан. Тоа е таа чврста карпа која треба да биде и во новата година за сите нас како подпирач во нашиот и физички, но и во духовен живот. Ви благодарам уште еднаш што бевте и денеска со нас. Нека Господ биде и понатаму со нас, нека не чува, нека не води и тој да биде извор на нашата надеж. Секој добро. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.